Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото го имаме господинот Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за промоција на туризмот. Господине Јаневски, добре дојдовте во студио 10. Благодарам, добре најдов. Кога зборуваме за туризмот, за туристичката индустрија, вие неодамна испорачавте еден сет на барања, да речеме, за помош на туризмот. Особено сега се зборува за цената на струјата, тоа е една од работите. Многу се зборува за зимата која доаѓа, колку ќе биде тешка, значи за економијата, за граѓаните, претпоставувам тешка ќе биде и за туризмот. Што барате вие сега за да ја пребродите оваа зима? Всушност тоа се повеќе сет на предлози во кои што беа упатени во два смера всушност. Едниот кон самата влада, бидејќи требаме да размислуваме и на можноста за да помогнеме во туристичката индустрија, исто така и кон туристичките работници, коморите, Советот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, што поактивно да бидат вклучени во предлозите за самите мерки. Ако можеме да видиме дека и 2022 година воопшто не е лоша година во туристичката индустрија, многу од експерти би рекле дека да, можеби и не треба да се даде помош во туризмот. Јас би кажал треба, за да се задржи тој позитивен тек и да се овозможи веќе 2023 година да ни биде уште поплодна, уште поуспешна и дополнително да ги надминеме резултатите од 2019 година. Генерално гледано, со покачувањето на одредени енергенси, одредени цени, логички би било и фиксните трошоци во туристичката индустрија и во хотелиерството да бидат поголеми, со тоа и цените да бидат исто така ревидирани и покачени за одреден процент. Веќе 2022 година тоа не беше возможно од страна на хотелиерите, бидејќи закупите од големите туроператори и од туристичките агенции кои што нуди аранжмани за нашата дестинација беа фиксни од 2020 година. Дури имавме одредени авансни плаќања, па затоа и цените не можеа да бидат коригирани. Но веќе 2022 година во последната половина од незе видовме дека ќе има потреба одредена корекција да и се помогне на туристичката индустрија или да се помогне во овој случај директно врз хотелиерите кои што ќе го имаат поголемиот удар кога е струјниот шок во прашање, односно во оваа глобална економска криза, одредени енергенси и тоа како поскапија, всушност ќе бидат поскапи за да можат да бидат платени или да бидат набавени. Добро, вие велите дека тоа не се барања, туку предлози. Кои се предлозите? Што конкретно би предложили? Всушност, еден од предлозите би бил туристичката индустрија, односно хотелиерите да добијат поевтина струја. На каков начин тоа ќе треба да се направи? Може да се направи во систем на субвенционирање директно. Еден од типот е затоа што во овој момент сепак требаме да кажеме две работи, дека и во тој дел во одредени сегменти имаме разлики. Приватното сместување и вилите имаат струја која што е од домаќинствата, со таа цена за разлика од хотелиерите кои што имаат индустријска струја, таа неколку пати поскапа и нивелирана. Сепак би кажал дека и овој момент требаме да погледнеме на реалноста во очи и да кажеме дека можеби и низ годините менаџерите требале подобро да менаџираат и да вложуваат барем во обновливи извори на енергија, исто така и во енергетска ефикасност, но тоа како прашање можеме да го отвориме никогаш што за него не е касно, но сепак би кажал дека во овој момент многу ќе се помогне на хотелиерите ако на некаков начин и добијат поддршка од страна на владата директна. Па еден од предлозите кои што веќе ги разгледуваме во самиот совет е за сите ноќевања кои што беа во хотелите во 2022 година да има одредена паушална помош од страна на државата. Тоа нема да биде големи средства, но многу ќе значат во туристичката индустрија, се со цел да бидат порентабилни, но исто така да имаат поконкурентни цени за новогодишните празници. Ова што го кажавте е интересно како сегмент, тоа што кажавте за тоа дека требало да на некој начин да инвестираат, да бидат поавангардни во тој поглед туристичките работници или бизнисмените во овој случај. Дали ова на некој начин можеби ќе биде и поука за во иднина дека треба малку да се размислува понапред, треба малку повеќе да се инвестира и не само сега зборуваме за цената на струјата, за соларната енергија, туку и за состојбата на нашите туристички капацитети. Често одиме во хотелите, гледаме дека некои од нив се подобри, некои се полоши, зависи, но во еден голем дел од нив гледаме отсуство на
посериозни, покапитални инвестиции, некако тие објекти со годинице исти. Како сега, јас не знам дали е така, но еве граѓаните имаат впечаток дека они само го собираат профитот, а потоа не инвестираат ништо. Многу пати јас сакам да кажам дека звездичките не секаде исто сеаат. Всушност тоа е и реалност. Циклусот на инвестирање не треба да застане. Хотелиерството, туристичката индустрија и пандемијата во последните 2 години не треба да ни биде изговор за дополнителните вложувања. Се вложува во криза, а се штеди и кога имаме добри години. Имавме доста добри години во туристичката индустрија. Имавме десетина години каде што имавме раст. Дори и 2020 година, ако ја погледнеме во првиот квартал, ние по туристичкиот промет не паднавме. Бевме дури и 0,6% повеќе од 2019 година. Веќе шокот од пандемијата го имавме во вториот и третиот квартал. Ако ги погледнеме резултатите, ако видиме дека дури во 2020 година Балканскиот полуостров не падна толку со толкав минус како Европа, тоа значи дека веќе и рехабилитацијата или подобрувањето во туристичката индустрија во овие рамки оди на Балканот многу подобро. 2021 година ние бевме 5-та година во светот. 5-та земја во светот по зголемување на странски туристи од 139% според Светската туристичка организација. Според истата Светска туристичка организација, сателитската сметка сме во првите 10 кои што во 2022 година имаат позитивен резултат во туристичкиот промет за разлика од 2019 година во првата половина од годината. Ова треба да ги охрабри менаџерите на хотелите, собствениците, што повеќе да вложуваат во системот на зелен концепт или зелени хотели. Тој концепт не е од сега, тој е во последните 10 до 15 години и добро се практикува во Европа. На тој начин ќе имаме 20 до 30% добиена енергија од обновливи извори на енергија, исто така заштедување во систем на сензори, рационализација на трошоци, намалување на негативното влијание во самата околина, исто овозможување на многу подобра конкурентност и формирање на цени кога е пазарот во прашање. Сега се поставува уште едно прашање. Зошто тоа ние не сме го направили? Зошто наеднаш целиот удар мора да го претрпи самата држава со тоа што ќе мора повторно да се задолжи, бидејќи ние не сме го направиле патот наназад. Пандемијата покажа и некои други останати работи. Не бара само туристичкиот сектор. Сите бараме помош, но треба да бидеме реални, да видиме како ние до тука стигнавме. Зошто, како останати земји во Европската Унија, не алоциравме за кризни фондови по 10 до 15% од нашата добивка низ годините. Да не заборавиме дека системот на субвенционирање низ годините на странските туроператори овозможи во последните 10 години пред пандемијата да имаме скоко 150-170% на бројот на ноќевање во нашата дестинација. Стигнавме некаде до 3,2 милиони ноќевања и бевме од едно од чудата во туристичката индустрија и во европски рамки. Сега велиме, дали тоа значи дека целата таа акумулирана добивка ни се стопи нас за 3 месеци? Треба да бидеме многу пореални. Мислам дека сега треба заеднички да градиме мостови на соработка и туристичкиот сектор, и бизнис секторот, но и владата, и да воспоставиме реални, мерливи мерки кои што понатаму ќе имаат јасна цел. Всушност, ние требаме да мериме и да видиме каде треба да бидат тие подобрени, а не едноставно дадени како средства. Веќе 2022 година не дадовме ваучери, тие во овој момент не се покажаа негативно нивното немање или непостоење во 2022 година врз растот во туристичката индустрија и во задржување на домашните туристи. Всушност, домашните туристи ни се со минимален пат за разлика од 2019 година и покрај тоа што ни се отворени границите, а бројот на ноќевања е скоро ист. Да, во поглед на вашите предлози или на барање на туристичкиот сектор, доколку нема некаков респонс, доколку не се излезе во пресраз за тие барања да речеме за субвенционирање на струјата и на останатите потреби, каква ќе биде зимата? Ќе биде ли тешко? Мислите ли дека можеби одредени туристички капацитети и ќе затворат? Всушност, треба да бидеме едно на чисто, дека и надвор од сезона одредени капацитети се кои се затварале. Но многу е важно следното.
бидејќи и во туристичката индустрија, како и во останатите гранки, имаме проблем со човечките ресурси. Сепак менаџерите треба да одлучат дали со затварањето понатаму ќе имаат можност да имаат добри, елоквентни и стручни кадри кои што веќе од март ќе можат да го рестартираат тој бизнис. Дали ова ќе се даде со ова лош сигнал кон туроператорите кои што веќе за 2023 година ги закупуваат објектите. Ме прашавте дали треба да се вложува. Да, бидејќи новата реалност во туристичката индустрија е сосема нешто различно. Всушност сите стратегии во туристичката индустрија пред пандемијата не толку стануваат ефикасни во овој период, во 2023 до 2025 година. Всушност, не само што целните групи се изменија во туристичката индустрија, туку и мотивот, туку и начинот на патувањето. Исто така и можноста во туристичката индустрија, бидејќи целните групи се различни, веќе не одиме во квантитет на туристи, туку гледаме во нивно поголем просечен престој во дестинацијата, бидејќи токму и оваа година го кажува тоа. Одредени дестинации кои што биле традиционални имаме минус можеби и по 50-70%, но затоа портфолиото на дестинациите кои што не посетуваат во државата е многу поголем, па може да го амортизира тој удар. Тоа кажува дека веќе и планирањата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот низ изминатите 2 години, а и за 2023 година се покажуваат како правилни затоа што се генерирани и поддржани од целата туристичка индустрија. Имаше една интересна информација која дојде од една од стопанските комори, па предизвика доста голема бура во јавноста. Таа информација дека ми се чини колку беа 5000 или не знам колку работници од Турција кои се подготвени да дојдат да работат тука во туристичките капацитети доколку државата им овозможи. Што мислите вие за тоа? Навистина ли сме дојдени до такво ниво да толку да нема работници во туристичкиот сектор, па да почнеме да увезуваме иностранство? Пред се би кажал дека секој е подготвен за добра плата да дојде и да работи. Не мора тоа да биде од Турска. Може да биде од било која дестинација. Да, овој примерот беше од таму, да. Всушност, тоа што се случувало низ изминатите години, третманот на стручните училишта, почнувајќи од таму, до соработката со секторот, нивното размислување во човечките ресурси дека секој е заменлив и секој може да се отиде и можеби кога ќе ги погледнете платите кои што се даваат кај нас во туристичко-угостителскиот сектор, ќе видите дека нешто треба да се менува. Треба да се менува на повеќе начин. Низ годините кои што ги зборував, 30-тина, ние доволно ја девалвиравме струката туризам, угостителството, можеби и професијата конобар. Бидејќи низ годините знаеме наназад дека тоа е честна професија која што луѓе одели и добивале дури и пензија. А сега, во недостаток на работници, можеме да видиме се и сешто. Всушност, заборавивме дека се стручни училишта. Заборавивме дека од тие училишта низ изминатите години како ги третиравме. Всушност, дури и сега треба да смениме догмата дека во тие училишта се школуваат ученици кои што имаат слаб просек. Ние ако уште повеќе го зборуваме тоа и дека таа индустрија ќе биде неплатена, треба да сватиме дека низ годините ќе имаме се помалци и помалци луѓе кои што ќе го работат тоа, но исто така и луѓе кои што ќе си го бараат лебот на некое друго место. Веќе во останатите дестинации може да се види дека не само платите, туку и визијата во одредени компании е поразлична. Многу пати луѓето сакаат да работат во други компании, во други држави, затоа што таму имаат јасни цели. Дека имаат вложување во самата компанија и не само во нив, дека ќе имаат кариерен развиток. Всушност, ние веќе требаме многу попрофесионално да ја подигнеме работата, да вложуваме во човечките ресурси, да не се плашиме дека тие ќе отидат некаде, туку со здрави договори и со јасна визија во компаниите каде треба да одат, а тука ќе бидат и вложувањата во подобрувањето на условите, во подобрувањето на звездичките, во повеќе атракции во самата дестинација ќе овозможи уште поголема конкурентност и подигање на цените, но исто така и подигање на услугата. Ако сега ние видовме дека 2022 година во одредени дестинации веќе, карикирам, едно мало пиво се продава помеѓу 2,5 и 3,5 евра, токму кај нас, и ако го служи некој човек кој што зима некоја минимална плата, мислам дека од 2-3 рунди човекот ќе види дека неколку пати повеќе му е дневницата. Сепак тоа за мене е демотивирачки.
Но ако знаеме дека тоа ќе биде понатаму низ текот на годината, истата плата ќе се зголемува, ќе зборуваме за договори кои што ќе бидат на 2 на 3 години, кога ќе видиме дека во тој ресторан се зголемуваат стандардите, вложувањата, менаџерскиот тим, реновирањето, и он во истата компанија ќе има можност да креира и да планира во наредните неколку години, тогаш веќе ќе се измени сликата. Знаете и самите дека голем број на наши големи туристички комплекси и компании низ годините згасна. Одредени хотели и во градот Скопје се затворени, но и во нашите туристички центри. Сепак треба да се размисли во нов циклус на вложување во туристичката индустрија и во хотелите, бидејќи не е само моментот ние да промовираме, туку тоа што ќе го промовираме вистински да биде доживеано во дестинацијата, но и очекувањата на туристите да бидат надминати. Само на таков начин ќе можеме да имаме одржливост во дестинацијата. А исто така, барем во последните неколку години, според некои мои истражувања, ние немаме вложување во нови хотелски комплекси. Каде ни се брендовите на Охридската ривиера? Каде ни се новите хотели? Новите ланци? Па тоа го зборуваме и за градот Скопје. Всушност, треба да размислиме на тоа поле, треба да размислиме на повеќе полиња во туристичката индустрија, но 2023 година ќе биде уште во многу нешта по-специфична година во која што ќе имаме уште по-изострена конкурентност на дестинациите, а секако тука ни е отворениот Балкан кој што дополнително ќе донесе конкурентност во самата дестинација, но и конкурентност со некои поголеми светски дестинации. Треба ли, господине Јаневски, во македонскиот туризам да се направи некаква нова стратегија, или не знам јас како тоа би се нарекло, да се смени генерално приодот, бидејќи еве онака народски кажано, ние кога одиме во други дестинации, кога одиме да речеме во соседна Бугарија, или кога одиме во Србија, или кога одиме во Турција, во ние all inclusive аранжмани од кои сите сме значи воодушевени на некој начин за тоа колку плаќате, а што добивате за парите, и цело време зборуваме како е можно еве Бугарија во Банско да речеме да ви овозможи такви цени, такви услови, да ви го пружи тоа што ви го пружа, а да не можеме ние истото да го добиеме во Охрид или во Крушево или во Маврово или на Шапка. Значи, дали мислите дека можеби е време да се преговара, да се договара еден целосно нов концепт за македонскиот туризам, да биде поконкурентен, бидејќи како ќе привлечеме повеќе странски туристи, кога еве само околните земји имаат прилично подобра туристичка понуда, тоа е реално. Мораме да погледнеме на реалноста во очи. Всушност, ние треба да работиме на две полиња. Требаме да го реструктурираме туристичкиот сектор и туристичката индустрија преку сет на подобрување, всушност и во негово третирање, бидејќи оваа година туризмот се очекува да донесе нешто повеќе од $400 милиони директно во македонската економија. Тоа воопшто не е за занемарување, бидејќи само туризмот и уште неколку можеби гранки се во скок во 2022 година. Тоа мисля че не дека едно од најголемите придонеси. Односно, да. Можеме да гледаме на друг начин. Што повеќе ние внесеме средства во економијата, тоа помалку во овој момент ќе се задолжиме на некоја друга страна. Што значи тоа? Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот веќе го надмина својот, да кажам, некој плафон на незино функционирање од друг сегмент. Преземаме повеќе работи од нашите ингеренции. Всушност, туристичкиот сектор бара повеќе од агенцијата и ја препознава како клучна алка во туристичката индустрија. Помина веќе времето кога можевме да функционираме во агенцијата за промоција и поддршка на туризмот само како два сектора на промоција и поддршка. Всушност, ако ги погледнеме практиките од регионот, еве ги практиките дури и во нашата соседна Србија, ќе видиме дека познавајќи ги капацитетите и препознавајќи ги можностите во туризмот, угостителството, секако и сместувачките капацитети, тие веќе го одвојуваат Министерството за трговина, транспорт и туризам во ново Министерство за туризам и млади. Тоа е практика од останати некои други земји. Всушност, на таков начин овозможуваат да имаат и национална туристичка агенција, односно
ентио, а исто така понатаму имаат можност да создавање и групирање на некои елементи и изголемување на дестинациите. Ова не го кажувам взалудно, бидејќи и главниот ревизор во кој што изврши ревизија во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и низиното работење, кој што го оцени многу успешно, и како координативно тело во 2020 година, кое што беше формирано токму од нас и од туристичката индустрија, второ во Европа, успешноста на мерките во сегмент, бидејќи тие треба уште подлабоко да се истражуваат и нивниот ефект, не можеме само да ги истражуваме во сегментот на нивната искористеност во процент, туку во нивната мултипликативност, ако има и се останато. Говориме дека еден од предлозите кои што беа предложени на страна на главниот ревизор е Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот да прерасне во национална туристичка организација со повеќе сектори. Всушност, туристичката индустрија и дестинацијата да поделиме на исток, запад, север, југ, да создадеме destination management организации кои што ќе управуваат и дополнително со покрај Министерството за култура да се додаде култура и туризам. И на тој начин ќе имаме и гласноговорници директно во сегментот на буџетирање, бидејќи на ваков начин во последните 2 и 3 години драстично се намалува буџетот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, а исто така на тој начин се дава јасна слика во третманот во одредени елементи, бидејќи и покрај тоа што ние можеме да алоцираме средства и тоа го правиме од светски и европски донатори, од одредени амбасади, и се она што се случува и со одредени проекти во меѓуграничната соработка, сепак треба да размислуваме и во Агенцијата за туризам за човечките ресурси, нивниот развој, нејзиното структурирање, бидејќи многу брзо ќе стигнеме и до 3% во БДП од туристичката индустрија. Тоа е сериозен залог, ние во момент да бидеме само со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Добро, но не ми кажавте како да го смениме концептот на македонскиот туризам, како да бидеме поконкурентни? Има ли начин, тој, ја не знам, не е само мајндсет нели, на туристичките работници, туку и целиот пристап? Всушност треба да направиме, и веќе ја знаеме, реалноста во туристичката индустрија, вие не сте далеко од вистината. Всушност, долгорочното неинвестирање во хотелите и нејасната слика за стратегијата каде оди една долгорочна стратегија во туристичката индустрија, која што се провлекува некаде во последните 10 години, и покрај тоа што имаме стратегија за туризам, ние не сме ги измерија колку се тие ефикасни, ефективни и колку се поставени многу реално. И во многу нешта ќе можеме да видиме стратегии кои што останаа само на харти. Изборот стратегија е толку експлоатиран што ние ќе требаме повеќе да зборуваме за некои други елементи. Всушност, тоа што треба да правиме многу повеќе да градиме мостови на соработка помеѓу приватниот, реалниот сектор и државата. Второ, стручните училишта да имаат директна помош, инвестиции од страна на менаџерите на хотелите, од страна на собствениците, се со цел да се создадат реални кабинети и практична настава на младите луѓе, но и да им се објасни дека еден мастершеф во голем ресторан или во хотел многу повеќе пати зима плата, па и сега од премиер на нашата држава. Што значи дека професијата воопшто не е потценета, дека професијата е многу ценета кај нас, но и да возможиме услови за сите тие кои што замина од тука, еден ден да ни дадат можност, да ни дадат рака и повторно да се вратат да може да работат тука. Така, и да донесат европски и светски практики, бидејќи за тоа сме највеќе гладни. Всушност треба да работиме на две нешта, да ги подобруваме условите во стручните училишта, да ги подигнеме на многу повисоко ниво, да ја заекнуваме соработката помеѓу државните институции и секторот, преку коморското работење и се останато. Коморите заеднички со стручните училишта да вложуваат, да споделуваат, но сите заедно повеќе да учиме и да имаме реална практика во индустријата. Тој процес не треба да застане и доживотното учење треба буквално да циркулира и сите понатаму да се надградуваме и подобруваме. Мојот ментор на докторската дисертација, почитуваниот професор Наумен Мариновски, во една прилика кажа: добар е оној менаџер кој што во текот на годината ќе има 4-5 печати од други земји каде што ќе оди на обуки и ќе може да ги погледне нивните практики. Се под тоа мислам дека заостанувам. Еве уште едно како конкретен пример, кога зборуваме за таа туристичка стратегија и за тоа како кај нас личи, многу се зборува за Охрид, за концептот на Охрид како туристички центар, како туристички град, па велат оние
наблюдувачите дека таму е се измешано. Значи имаме нормални домашни туристи, имаме во последно време доста навика од српски туристи да доаѓаат, ги имаме оние традиционални веќе чартер летови со холандски туристи и останати, но велат концептот на самиот град е измешан. Значи имаме од лесковачки скари, до турбо фолк, до класична музика, до техно забави, да речеме, дискотеки и така натаму. Велат не е концептот малку на градот, што сакаме, кого сакаме да привлечеме, каков туризам сакаме да промовираме. Дали е навистина така, можно ли е тоа да се концептира поинаку или тоа е тоа? Можно е, но не може тоа денес за утре. Многу пати велиме дека сакаме да имаме луксузен туризам во Охрид, во ред. Колку имаме хотели со 5 звездички во Охрид? Доколку сака да дојде некој да плати. Не прашува, сака убаво да се помине, да. Колку ги имаме? Дали се тие реални? Каква услуга ќе добиеме? Какво мени ќе имаме? И говориме сега следно. Не зборувам само на ниво на Охрид. Зборуваме дека во државата во 2019 година имавме 34.000 полски туристи. Кога ќе погледнеме, ќе видиме дека имаме 7 до 8 водичи на полски. Колку менија во нашите ресторани и во туристичките центри беа преведени на полски. Сакаме туристи од Кина. Колку имаме ние водичи на кинески? Ниту еден. Сакаме да имаме холандски туристи. Ги имаме и ќе ги имаме. 2023 година веќе еден холандски туроператор најави дека ќе има 6 лета неделно за Охрид. Од мај до октомври. Колку имаме менија и колку рецепционери и колку наши водичи зборуваат на холандски. Ние треба да почнеме од оздола нагоре. Туристичката индустрија не се само блесоци. Не се само обични статистики. Тоа се сосема други форми. Долгорочни планирања, едукација, сериозен пристап. Ние можеме да искочиме и да мафтаме со статистики, да велиме дека не е баш така како што сака некој да представи. Едноставно, ние не требаме да се побиваме самите себе си, него да погледнеме на реалноста и да видиме каде сме и каде треба да отидеме. Ако кажеме дека ние во нашата земја имаме вкупно нешто помалце од 20 хотели со 5 звездички, ако ги погледнеме практиките, реално ќе видиме колку. Ако знаеме дека во пред пандемијата, за време на самата пандемија, во нејзиниот почеток, имавме само 59 категоризирани ресторани во нашата држава, тогаш, ајде да видиме денеска колку сме, дали сме се подобриле во таа работа. Затоа, истражувањата, статистиките, фактите се нашата алатка за да се бориме. Ако нешто треба да побараме од владата, или ако велиме дека треба да направиме нов модел на субвенционирање, тоа требаше да го направиме 2018 година и тогаш ја немаше пандемијата, бидејќи ниту еден систем на субвенционирање на странски туроператори не трае толку вечно долго како кај нас, бидејќи туристичката индустрија е многу пофлуктуирачки елемент. Ние мораме сите заедно да го создадеме тој веќе во 2024 година, тоа да го знаат туроператорите, но од денеска, за да можат да планираат. Јас многу пати велам дека 2023 година е скоро испланирана година. Едноставно само треба да видиме колку ќе имаме намален буџет. Но тоа не значи дека ние во 2022 и 2021 не сме се подготвувале за третата. Ние имаме јасни цели. Целите ни се некаде дека треба да ги поминеме тие 4,2-4,3 милиони ноќевања во 2025 година. Да го реструктурираме туристичкиот сектор, да создадеме нов закон за туристичка дејност, да предложиме одржлив систем на субвенционирање кој што директно ќе влијае во подобрување на условите, да поттикнеме реинвестирачки циклус и тоа во многу кратко време, затоа што ние за овие 2 години, освен изговори, мислам дека не направивме доволно. Зборувам и како туристички сектор, зборувам и како агенција за промоција и поддршка на туризмот, зборувам можеби и во некои елементи како владата, бидејќи во овој момент таа е фокусирана на многу потешки прашања. Би кажал дека
Јас низ овие години некако, хајде можеби и последниве две, освен фактот дека некои повикуваа на обструкции и на се останато, никој не повика, ајде да работиме. Никој не покажа цел каде треба да отидеме. Па ја јасно кажувам дека 2023 година сите заедно мораме да ги постигнеме 3,2 милиони ноќевање и некаде 420-430 милиони долари во туристичката индустрија. Не е далеку, не е невозможно. 2022 година нашата цел беше 2,6 милиони ноќевања. И тоа ја кажавме заедно со туристичката индустрија некаде во август месец 2021 година. Тоа е факт, тоа е отприлика 25% минус резултатите од 2019 година. Досега, заклучно со месец август, имаме нешто повеќе од 2,2 милиони ноќевања. Верувам дека се реални, верувам и во ова што го зборувам, дека 2023-та, додека останат овие услови, можеме да го направиме тоа што можеби некој сега ќе каже дека не е возможно. Се е возможно, само е потребна работа. Ова кога зборувате за статистиката за бројот на ноќевања, претпоставам дека тоа е официјалниот, формалниот дел. Имаме и ноќевања кои се непријавени. Значи таа бројка е реално и поголема. Многу поголема, бидејќи според Светската туристичка организација, 40 до 45% во туристичката индустрија во овие балкански простори е сива економија. Ево сивата зона. Всушност, поставуваме едно обично прашање. Дали ние имаме статистика, или градот Скопје дали има статистика, колку имаме регистар во овој момент, колку имаме апартмани и колку имаме станови кои што се издаваат на Airbnb. Немаме. Кој тоа ќе го исконтролира? Дел од хотелиерите го бараат тоа. Така и тоа е всушност директно во овој момент, директно конкуренција на хотелиерите кои што плаќаат се. Дури во 2020-та јас бев поборник и велев треба да се помогне на сите компании според прометот кој што им е направен во 2019 година. Тоа е реалност. Кој како работел, така и ќе добие. Кој колку дал, толку и треба да земе. Всушност, тоа што ни е потребно покрај можеби Министерство за култура и туризам, во кое што силно верувам, Национална туристичка организација, веднаш да ни се формира туристичка инспекција и туристичка полиција како практика во сите европски земји. Токму да ја намали сивата зона во туристичката индустрија, да овозможи јасна слика на туристичките работници, на хотелиерите за нивниот инвестициски циклус, а исто така да ја подготвиме за година дена заедно со Министерството за економија и стратегијата во туристичката индустрија, многу подолга од 5 години, се со цел да охрабриме инвеститори кои што ќе инвестираат во оваа индустрија кои што се надвор од нашата земја. Ние зборуваме за тоа кои ни се недостатоците, маните, ги анализираме, но сепак го имаме тоа што го имаме. Па прашањето ми е колку агресивно го промовираме тоа што го имаме. Имаме разни форми на туризам, имаме езера, имаме реки, имаме планински туризам, имаме летен, имаме зимски. Колку добро го промовираме, барем тоа што го имаме, за да привлечеме што повеќе странски туристи? Никогаш не е доста од промоција. Всушност, промоцијата е вложување. Од 2018 година Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се префрли 100% да рекламира онлайн, и тоа многу успешно. Веќе во 2021-та, па и сега, до владата доставивме предлози со кои што ќе треба да се поттикне на државна кампања, повеќе на преборувачите YouTube, Google, со кои што електронски ќе се овозможи многу поголема достапност и многу подобар дигитален пристап во промовирањето на нашата земја. Всушност, паметните телефони, вашиот, мојот и на многу други, добиваат секаков тип на промотивни можности и алатки кои што се користат. Во таа индустрија не треба да заостануваме. Тоа треба да биде државна кампања и истата таа треба да биде закупена од страна на државата, а Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот со своите сили ќе ја реализира. Веќе и покрај скромните буџети за 2022 година изработивме за прв пат прва туристичка мапа, истата ја дигитализиравме, веќе ќе отпочнеме со сегмент на ребрендирање на дестинацијата, нови промотивни брошури, нови промотивни видеа, нови промотивни канали и повеќе ќе се фокусираме на некои поразлични целни групи кои што покажат дека и тоа како можат да помогнат во туристичката индустрија. Дигиталните номади,
повеќе ќе зборуваме и повеќе ќе овозможуваме атракции во самата дестинација. Ќе промовираме преку нови алатки како што е виртуелна реалност, веќе тоа го направивме на сајмот во Белград, на отворениот Балкан, исто тоа продолжуваме на сајмските манифестации и во Полска, и во Измир во Турција, за веќе да го дадеме своето стратешко планирање за 2023 година, каде што многу јасно порачуваме дека сакаме веќе да продолжиме со едно реструктурирање, но и вложување во руралниот туризам преку отпочнување на проект 50 рурални македонски села, се со цел да овозможиме повеќе на луѓето кои што живеат таму да ги видат придобивките од туризмот, од руралниот, од еко-гастро концептот, од винската индустрија и можностите што ги нуди во туристичката индустрија и се тоа да биде пласирано во многу убав формат, во нови, модерни видеоматеријали, во електронски изданија, кои што понатаму ќе бидат, се надевам, во многу брзо време со валоризација на дестинацијата и поставување на голем број на туристички знаци, кафини, бидејќи ги немаме на нашите патишта, со вградени QR кодови, веќе скенирање и веќе кон крајот на 2023 година, 2024 година да ја подигнеме и националната апликација за туризам, каде што се повеќе слободните патувачи ќе можат слободно да патуваат, да ни бидат брендирани граничните премини и со еден клик или едно скенирање веќе офлайн да можат да патуваат, да бираат каде ќе застанат, што ќе каснат и се останато. Но за тоа да го направиме, не сме потребни само агенцијата за туризам. Потребен е целиот туристички сектор. Потребни се и средства кои што се надеваме дека ќе бидат препознаени од страна на владата и ќе биде дадена довербата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Имаше порано едни агресивни реклами, агресивни во позитивен смисол се разбира, кои одеа на CNN, одеа и на други светски медиуми за туристичката понуда, беше на Macedоnia Timeless, сега ги нема. Мислите ли дека е грешка што повторно нема таков тип на реклами? Може би не е грешка, но токму ова што го кажав на национално ниво, треба само да се променат каналите. Значи на друг начин дојде промоцијата. Токму на друг начин и јасно требаме да ги поделиме сегментите во кои што ќе рекламираме, бидејќи барем нашето искуство вели дека ги делиме и пазарите на примарни и секундарни, и разликата и ефектот е многу поразличен на каков начин, на каков наратив се обраќаме на одредени целни групи. Токму и тоа што го кажав, ние ќе отпочнеме еден систем на ребрендирање на дестинацијата или за прв пат туристичко брендирање на дестинацијата. И во овој момент токму имаме тендер за таа намена и се надеваме веќе дека во 2023 година ќе имаме туристичко лого, кое што понатаму ќе се подигне на национално ниво, па ќе го имаме дури и на визит картите на премиерот. Всушност тоа го прават и останатите дестинации, каде што ќе го имате државниот грб, веќе го имате и туристичкото лого. Ако може Словенија, во која што многу зимаме би кажал примери како треба да работиме и добри практики, сепак треба да објасниме дека тој пат кој што го помина Словенија 20 години, ние не треба да се плашиме да го скратиме, но можеме да добиеме добри совети од страна на нашите словенски колеги и да видиме каде треба да одиме во туристичката индустрија. Всушност, ако во изминатите 20 години Словенија пред тоа ги подготвуваше своите општини, национална туристичка организација и destination management организации со експерти и луѓе кои што ќе работат на европски и светски фондови, тоа треба што поскоро да го направиме ние, бидејќи мислам дека заеднички општините, регионите, агенцијата можеме многу повеќе да допринесеме и да помогнеме во генерирање на средства од тие фондови и истите да бидат поставени во проекти во реалната индустрија која што дополнително ќе даде повеќе резултати. Да, и за крај, господин Јаневски, уште ова прашање за оние кои патуваат, особено кои патуваат во земјите на Европската Унија, ние често зборуваме кај нас дека се е скапо тие, особено сега со инфлацијата, овие последниве цени, ова се навистина нови некои феномени кои отстапуваат од нормалното, но сепак кога луѓето ќе ги споредат цените, особено ако влезете во некој ресторан во Белгија, во Германија или во Франција, значи таму 200 или 300 евра да потрошите за ручек или вечера се сосема нормално.
што за нас се фантастични цени. Значи, нашите цени се сепак доста поконкурентни за тие туристи. Дали може би треба и ова дополнително да го промовираме на таков начин, бидејќи тие кога ќе дојдат ќе видат дека е навистина така и се задоволни во тој поглед. Па и на запад 200 до 300 евра не се плаќа на секое место. Всушност треба да знаеме каде јадеме и зошто е тоа толку. Се е до понуди побарувачка. Ние очигледно ќе требаме да создадеме маркичка за квалитет, по која што ќе има точно со нормативи што всушност истата ја има. Не можат сите да бидат ресторани, не можат сите да бидат хотели, не можат сите да бидат сместувачки капацитети и токму тоа што ми го кажавте и посочивте, не може Охрид да биде за се. Всушност, ако Скопје е бизнес центар и функционира 12 месеци, и на истиот град треба да биде конкурентен со останатите метрополи, но и со останатите главни градови од регионот. Колку имаме ние манифестации, колку имаме инвенти, колку се тие меѓународни, колку тоа сме го промовирале, толку ќе можеме да очекуваме дополнителни средства. Од туризмот и од туристите, мене ми представува големо задоволство што имаме Скопскиот маратон, кој што чинам веќе стана и полнолетен, но кој што нескромно во државата носи голем број на спортисти и туристи кои што сакаат да трчат. И тој ефект ние требаме да го измериме. Всушност, се она што ќе помогне во патување на туристите и посета на нашата земја треба да го правиме. Но не смееме да дозволиме да немаме регулиран пазар, не смееме да дозволиме секој да си ја кажува својата приказна, не смееме да дозволиме во државата да имаме неколку само туристички инспектори на локално ниво и не смееме да дозволиме да не се плаќа туристичка такса. Всушност, со неплаќањето и непочитувањето на овие неколку работи, всушност ние не ја почитуваме државата. И тоа јасно требаме да го кажеме. Секој оној кој што не плаќа туристичка такса затајува данок. Но тој може би и подал рака во 2020 година и барал помош од државата. И таму била дадена. На каков начин враќаме? Не. Ние требаме сите тие средства што сме ги искористиле, повторно да ги вратиме во буџетот, со тоа што ќе работиме повеќе и ќе ја третираме државата како мајка, не како маќа. Знаете, патриотизмот може да се искаже на многу работи, но не со викање уа и сопнување на другиот кој што сака да тргне. Всушност, патриотизмот се ситните мали победи, почнувајќи од себе, па продолжувајќи и влијајќи позитивно сите други. Еве, пораката моја е таа. Ајде да учиме како е патриотизм со работа. Господине Јаневски, еве со оваа порака ќе завршиме. Ви благодарам за ова гостување. Благодарам. Со ова дебата ја завршуваме и ова емисија, ова студио 10. Ви благодарам на вниманието и на довербата. Останете со програмата на телевизија 24.